еден краток вовед за историјата на ова знаме кое е пред мене. Ова е оригинално знаме, би рекол реликвија, изработено во 1985 година во Мелбурн, Викторија, на барање на Македонскиот комитет за човекови права од Егејска Македонија. Ова знаме го има изработено покојниот Јонче Трајчевски, македонски дисидент кој почина во Австралија. Ова е идентитетски символ. Знамето од Кутлеш или знамето од Дион е знаме семакедонско, кое во Македонија, согласно времената спогодба, не сме да се користи како официјален символ. Јас го користам како историска реликвија. Ова е во моја приватна собственост. Ова исто знаме е символ на македонците во Гора, во Голобрдо, во Пустец, кај македонците во Пиринска Македонија. Било како партиски символ, било како символ кога тие се собираат. Ова беше државно знаме, сега имаме друго. Зошто го кажувам ова? Затоа што мојата колумна е поврзана со ВМРО, со ВМРО изгубена. Така е насловува. А ова е еден од идентитетските символи на македонскиот народ. Сонцето. ВМРО се 4 свети букви, сите тоа го викаат, но не се само тоа. ВМРО е македонска кауза, платформа и идеал, политички императив, историско наследство, традиција. ВМРО е кауза за обединување на Македонија. ВМРО беше кауза и за обединување на Македонија и Одринско. Кауза за заедништво, за сплотување, и тоа е неговата народна сила. Оти поделби, расколи, контроверзи од секогаш имало, а и сите други партии не се имуни на внатрешни и надворешни удари и игри. Едно време и СДСМ се сипнеше. Спијачите, така наречените комуњари во ВМРО ДПМН и ВМРО-овци во СДСМ секогаш има, и тие само чекаат знак да бидат активирани. Тогаш во СДСМ, за да го расипнат, сега во ВМРО ДПМН, за да го избришат. Но ВМРО е ВМРО. Тоа е таа македонска кауза, која е јасно дефинирана во 1893 година во Солун. Сега, кога се повторуваат ударите врз ВМРО ДПМН, како и што беше на почетокот на 90-тите години на минатиот век, кога ВМРО-овците беа опасни за државата, за народот, кога им се калемеа многу глупости, кога им се случуваа сини птици и бугарски летки, сега ова што им се случува е разработено по истата матрица. И тогаш времето беше и тогаш ВМРО-то беше со антизападна етикета, како и сега. И тогаш за Западот ВМРО-то беше националистичка партија, опасна за мирот, бла, бла, бла. Тогаш имаше поделби. Еден од основачите на ВМРО ДПМН, Љупчо Ѓоргиевски, се тргна, ја формира ВМРО, Народна партија. Љупчо добро нафатиран. Потоа ВМРО ДП на Стојменов. Тој добро тапациран. ВМРО и Линден Слободни демократи, одцепена на Владимир Голубовски, еден од основачите. Па имало ВМРО Обединета, имало ВМРО Гоцева, ВМРО Правда. Сега велам ВМРО изгубена. Дали ќе го изгубиме ВМРО-то? Се поставува прашање дали ВМРО ДПМН е прозападна или антизападна партија. Тоа не е најважно.
Оти јасно е дека на Џозеф Дол или на Јоханес Хан им треба неколку бели мечиња од Македонија да се прошетаат низ Хелсинки. Тие си имаат известна употребна вредност, но преку нив се стрела кон капиталците во ВМРО ДПМН. Оти јасно е дека ВМРО веќе и не може да се препознае по изворната кауза. Таа одамна ја нема. Повеќе е позната по својот клиентелизам или корумпираност, наметнување систем на страховлада и удар врз медиумските слободи. ВМРО ДПМН е прозападна партија до коска, формирана низ Европа, Америка, Австралија и Канада. Клучни точки во поставувањето на базата и се Берлин, Малме, Париз, Мелбурн, Торонто. Речиси секогаш во мултилатерални форуми и организации на страната на ЕУ, САД, НАТО. Гласале против Русија, во Страсбур или во Виена, седиштето на ОПСЕ. Значи, не е битно прашањето дали ВМРО е антизападна. Се знае дека не е. Проблем е што таа не може да се дисциплинира. Затоа сега Тодоров и компанија, еве слободоумни пратеници со визија, се поканети на Конгресот на ЕПП, за да се каже, еве овие се иднината на ВМРО. Ама тие или излетале или ќе излетаат од ВМРО, што значи не се знае кого представуваат, со која платформа настапуваат, кој им го дал мандатот и така натаму. Слично како со унгарскиот премиер Виктор Орбан, него едноставно не можат да го смислат лидери како Макрон или Меркел, зашто Орбан и не им игра по ноти, а Западот сакан да му се игра по ноти. И тука се крши ВМРО-то, тука сега партијата се губи. Од има оставено предолги опашки зад себе. Но процесот кој сега се води не е само да се растури или фино кажано да се реформира ВМРО ДПМН, туку таа да се избрише, да и се забрани името. Тоа го бараат, последен се огласи брат Љубе. ВМРО да влезе во преамбулата, а да се избрише од сите политички партии. Тие да не смеат да го користат тоа име. Овој процес жестоко се води веќе цели 2 години. Има за цел и да го избриши македонскиот национален код. И тука ова ВМРО се губи, како да е без компас и како да не си верува себе си. Очигледно е дека ударот е многу силен. Затоа ВМРО-вското пургаторио треба да биде првин внатрешно чистење. Како што рековме, од сите опашки, а ги има многу. Ако не се исчистат опашките, не може да се брани кауза.